Добар ден, извинете, кратка анкета, дали може? Може. Изборите завршија, следува реконструкција на владата. Да, сега на вас новинарите нема да ви биде досадно, ќе ви биде интересно. Неколку недели ќе нагаѓате кој ќе биде сменет, кој ќе остане, дали Влен ќе добие или не, плюс еден министер и така до декември. Важно, ќе има занимација, вас нема да ви биде досадно, нас ќе не боли уво за тоа и тоа е тоа. Битно е нешто да се врти, за на крај да му фаќаме сеир на оној што ќе се натрти. Ви се молам, ова е безобразно што го зборувате. Па не мислев ништо безобразно, сакав да кажам дека од оној кој ќе добие нога, сите ќе бегаат како да е баба рога. Добро, доста со римиве. Љубомир Фрчковски во една емисија го обвини поранешниот председател Пендаровски дека мешетари внатре во СДСМ. Не само Пендаровски, он ги обвини Спасовски и Шилегов дека сакаат да го сменат Венко. Ама тешко си на Венко ако љубо го брани. СДСМ е во рани и не можат да му помогнат ни 100 гениалци без мани. Значи, преку глава ми од твоиве рими, биди ми поздравени на нете видам у наредниве зими. Се размислува за нов клинички центар, во Оптек се 3 варијанти. Не се мачи, ќе биде. Оптимистка сте? Добре, се сменија 100 министри, се сменија 100 влади, се сменија 100 планови за нов клинички и јас сум оптимистка. Знаеш ли зошто? Зошто? Те зезав. Важно да сме живи и здрави. Оваа бајка е тралајка. Леле, пак рима, а? Моли што? Ништо ми тргна денеска нешто со римите. А направена е анкета на 1000 млади луѓе. 46% од испитаниците не веруваат дека Македонија ќе стане членка на ЕУ. 35% веруваат дека е можно членство, но во некоја иднина, а само 6% веруваат дека нашата држава ќе стане членка на ЕУ во наредните 5 години. Да ти кажам, баш би сакала да упознаам некој од тие 6% што веруваат и да го истегнам за уши. Знаеш шо? Заборавете ЕУ, престанете да се другирате и да пиете алкохол. Ај, чао. Извинете, кратка анкета, дали може? Добар ден, може. Си купив нови чевли. 1300 денари. Многу се убави, морам да признам, со здраве да си ги носите. Фала, пубави да си купиш. Вие нови чевли, Скопје нов градоначалник. Орце го исчисти градот, а? Секоја чест за дечкото, рече за 72 часа го исчисти градот, али мене уште поише ме радува тоа што он го чисти градов од некадарници, лопужи и арамија. Пази, со години примале плата, не иделе на работа. Нема да може. Знаеш, Орце е драчевец. И јас сум драчевец. А кај нас драчевци нема лабаво. Све има тоа да среди. И на клоци ако треба ќе ги дигне. Него да ме прашам дали знаете како се вика драчево на холандски? Не, немам поја. Ван град. Нели во Холандија све е со Ван? Да. Ван Гог, овие фудбалериве Марко Ван Бастен, Ван Перси, овој гитаристот Ван Хален. Значи, драчево на холандски Ван град. Да, добро, да се вратиме на чистењето на Скопје. Нели тоа ви личеше малку како добро изрежирана владина кампања, а? Не. Мислам, на вас луѓето не може да ви се угоди. Каква кампања? Зашто све гледате заговор? Дечково рече, доаѓам за 72 часа и ќе го исчистам градот. Каков беше градов пред да дојде он? Прљавштини, и тоа траеше со месеци траеше. Дојде човеков го исчисти. Зошто сега го исчистил? Имало сценарио. Градот требал да биде многу прљав и он кој ќе дојде да го исчисти и сите да му аплодират и да викат браво Орце. Мислам, глупа теза. А ако не го исчистеше? Зошто не го исчистил? Така што тоа со чистењето е завршена приказна, свака час. Слушај се, јас што ќе ти кажам една работа. За пар недели прогнозирам дека во Скопје ќе има нови автобуси на ЈСП. Владата ќе ги купи, премиерот и Орце ќе ги промовираат, народ ќе се весели, ќе нема касне, ќе нема мрзнење на станици и све ќе биде супер. Ама не, повторно ќе има теорија на заговор. Зошто баш сега дојдоа нови автобуси? Зошто баш сега? Зошто баш сега, а не пред неколку месеци, например? Затоа што до сега ги швајсуваат заради тоа. Дечко, многу си негативен, како те трпат по дома. Фала, многу пријатно. Ајде, фала многу и на тебе.